Но имаме и многу теми кои што се актуелни, кои што го заслужуваат секако нашето внимание. Една таква ја дискутираме со првата соговорничка која што имаме на Skype. Разговорот го најавуваме вака. Вкупно 45% од жените во Македонија се изјаснуваат дека доживеале психичко, физичко или сексуално насилство од интимен партнер до нивната 15 годишна возраст. Дополнително 30% од жените доживеале сексуално вознемирување. Што носеше кога сама си го бараше? Вака е насловена изложбата која беше поставена во Кинотека на Македонија. Дело е на Види вака во соработка со фотографката Ерина П. Богуева, а ги пренесува приказните на 15 жени кои гласно и храбро раскажаа за сексуалното вознемирување и насилство со кои што се соочиле низ животот. Токму на оваа тема разговараме со Христина Георгиевска-Илиевска, која што е уредничка на Види вака, имаме на Skype ова утро. Христина, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Не ја слушаме во моментов Христина. Сега веќе добивме. Сега веќе добивме. Добро утро, Христина. Добро утро. Добро утро, се слушаме. Се слушаме одлично. Благодарам за позитивниот одговор за разговор. Не само во овие 16 дена активизам, ние во Македонија наутро постојано говориме за семејното насилство, постојано даваме аргументи зошто сите алки треба да се координираат во системот за да имаме поголема заштита на жените и девојчињата, но некако акцентот логично се става најмногу во овој период од годината. Кога станува збор за насилството на жените, препознаваме различни облици на насилство, а вие одлучивте преку уметноста овој пат да пратите силна порака. Да, токму така. За жал, ова е тема која што не треба само 16 дена да се зборува, туку треба да се зборува во текот на целата година. Затоа изложбата што носеше кога сама си го бараше е идеја на Види вака многу одамна. Ние всушност од самите почетоци на Види вака секојдневно ја обработуваме оваа тема во различни формати, но овој месец што е месец во знакот на Види вака, но еве некако се погоди неколку дена по отворањето на изложбата, каде што започнува и кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. Одлучивме да го заокружиме месецот со една ваква изложба, бидејќи месец ноември е месец кога Види вака слави 8 години од своето постоење. Па во насока на нашата мисија како медиума, тоа е да дадеме глас на безгласните и како одговор на големиот број на фемициди, психичко, физичко, сексуално насилство и вознемирување врз жените, но јас би рекла и како одговор на судските процеси што се одвиваат во нашата држава и понесени од таа сита осуда во јавноста, каде што жртвата секогаш е ставена во лоша конотација, а на насилникот му се намалува неговото дело и тоа што го има направено. Затоа одлучивме да ја поканиме нашата публика да ја раскаже својата приказна, а со тоа да испратиме порака дека никоја сама не си го барала. Всушност, оваа изложба ја подготвивме во соработка, како што кажавте и вие, со фотографката Ерина П. Богуева, која преку нејзиниот објектив го долови моментот и визуелно ги раскажа немилите настани што им се случувале на овие жени. Освен фотографиите, сведоштвата кои можеа да се прочитат и слушнат, она што бевме, би кажал, уникатни на овие простори е тоа што имаше и QR код каде што можеше да се види проширената реалност, односно надвор од рамките на фотографијата на мобилниот телефон, публиката можеше да види дополнителни информации од голем број на владини организации што изминативе години истражувале на темата фемициди, психичко, физичко и сексуално вознемирување врз жените. Христина, како настана изложбата и како токму овие жени беа одбрани да бидат фотографирани? Па уште пред неколку месеци снимивме видео во кое фотографката Ерина П. Богуева ја покани публиката да се пријави да ја раскаже својата приказна. Ерина е исто така жена која што, за жал, како и сите во нашето општество, се соочиле со некакво сексуално вознемирување, така што и таа пред сопствениот објектив застана и си ја раскажа својата приказна.
После овој повик ни се обратија голем број на жени со своји приказни. Но исто така да напоменам дека голем дел од нив во текот на процесот се откажаа поради страв да не бидат препознаени или пак немаа сила повторно да поминат истото. Така што останавме на тоа што дел од жените само не ги раскажаа настаните, немилите настани, но сепак со големо разбирање кон нивната одлука дека не може да бидат фотографирани, да застанат пред објективот и дека не може да го продолжат процесот. Така што ова се тие 15 фотографии на жени кои што се согласија и сакаа да бидат дел од изложбата. Не правевме никаква селекција, единствена селекција беше кога првично се пријавија жените и ни раскажаа повеќе од една приказна. Па беше навистина тешко која приказна да биде дел од изложбата и на кое место да биде фотографирана жената, бидејќи како што кажав и пред малку, за жал секоја жена во Македонија нема само една ваква приказна која ја доживеала, туку има многу. И каква беше реакцијата не само на жените кои што ја посетија изложбата, туку и на мажите? Ја сватија ли пораката, Христина? Па да, морам да споменам пред се дека каква беше реакцијата. Прво, реакцијата беше шок за нас од тимот, како и за женскиот дел од тимот, така и за машкиот дел. Кога ги слушнавме сведоштвата, беше шокантно. Иако секојдневно работиме на вакви приказни, сепак не е едно да се слуша колку е голем бројот на жени кои што за жал немаат само една таква приказна, како што споменав. Истото го кажуваше и фотографката Ерина, која исто поминуваше низ целиот процес да слушна приказната, па подоцна ги фотографира жените и на крај ја отворивме изложбата на Кинотека на Македонија и реакциите од публиката беа позитивни од аспект на тоа дека навистина на креативен начин се испраќа порака да се стави крај на насилството, но од друга страна беа и застрашувачки колку во нашето општество жените се чувствуваат незаштитено и трпат насилство и вознемирување. Значи тоа беше истиот коментар и од страна на жените, но и од страна на мажите. И еве нешто што ми остана како впечаток е тоа што една жена посетителка на изложбата дојде и ми кажа навистина прекрасна изложба. Имам 50 години и можам најмалку 50 приказни да раскажам кои мене ми се случили или сум била сведок на други жени што им се случувале, што е навистина поразително за едно општество. И Христина, за крај, изложбата во Кинотека заврши, но ние најавуваме во продолжение. Кога, како, каде? Како што кажав и претходно, една од темите што во Видивака постојано работиме е токму оваа за родово базирано насилство, така што планираме наредниве месеци изложбата што носеше кога сама си го бараше да биде патувачка, односно да може да ја погледнат и граѓаните од другите градови, затоа секако ќе известиме јавноста каде и кога може да ја погледнат изложбата во својот град. Во меѓувреме ќе ги прошириме приказните, односно и понатаму ја покануваме публиката да се пријавува за да ја раскаже својата приказна и жените да бидат фотографирани анонимно или со откриен идентитет. Исто така планираме во склоп на изложбата да направиме една мултимедијална приказна, како и мапа, каде секоја од жртвите ќе пријави, ќе ни ја каже локацијата каде била нападната, така што идејата е да се мапираат сите тие небезбедни места низ Македонија и нормално ќе продолжиме со нови формати приказни и понатаму да слушаме нашата публика која секогаш ни предлага теми и секако да се обидеме гласот на безгласните да биде чуен во јавноста, бидејќи нели тоа е емисијата на секој новинар и медиум. Токму така и на крај секако да повториме дека и во моментов да ги отвориме социјалните мрежи, да прочитаме портали, црната хроника за некоја вест во која што жена е нападната, голем дел од коментарите ќе бидат сама си го барала. Ниту една жена, како и да изгледа, што и да носи на себе, како и да говори, сама не си го бара.
Токму така, за жал, живееме се уште во едно патриархално општество каде што секоја жената и незините постапки се коментираат. Дали е на некоја функција, дали е за некој успех, секогаш се става некако сомнаш како стигнала до таму, а да не зборуваме колку е лоша ситуацијата кога станува збор за родово базирано насилство и со што се соочуваат жртвите, тргнувајќи како што споминавте вие и од големата осуда и онаа реченица сама си го барала. Сведоци сме дека секогаш кога има некоја вест поврзана со темата, секогаш има бројни коментари под објавата и осуда за жената дека сама си го барала, зошто била така облечена, зошто шетала доцна ноќта, зошто во раните утрински часови се возела со такси и така натаму, и затоа треба да се стави крај на насилството и никоја сама не си го бара. И тоа ќе го правиме заедно, Христина, и во периодот кој што следува. Благодарам за вклучувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и вам за поканата.